Вие ни дадовте материјал од малтене 700 страни вчера, кои што немаме време физички да ги разгледаме. Бараме оваа точка да се одложи, да се запази рокот, за да не го кршиме членот 29 од Законот за финансирање. Колку што знам, треба да се стави на гласање дали точката ќе се одложи за ребаланс или не, за да се знае точно одговорноста, кој го крши законот. Па јас не сум имал реплика према никого. Прва реплика ми имам право да реплицирам. Со ова сега во моментот што се случи, докажавме дека и вие од вашата страна не си го знаете деловникот. Во моментот председателот на Совет не знаеше дали имам контрареплика или реплика. Иако беше во мандат 4 години претходно. Секоја година ние даваме по 10.000 евра за одржување на овие машини, а дали знаете како ги викаат граѓаните на општина Аеродром? Ги викаат марсовци, кои што не ги виделе по улиците. Овде гледам дека давате 70 денари по парче за поставување на надпис општина Аеродром на кантите за отпадоци. Еве јас и другарот Миле, ќе дојдеме ние ќе ги сфарбаме, заштедете ги овие 14.000 денари и дајте ги на некој социјално загрозено семејство. Јас не знам како секој овде би гласал кога нема материјали за разгледување. Ја не знам, колега, врз кој остов ќе гласате вие? Имавте материјали? Добивте, отворивте, видовте? Колега Милутин, и како е важно да се запази деловникот и статутот како основни акти на работењето на оваа општина, за да се има некој ред. Ако не се постапува под овие два акти, значи овде може да биде баш и бузук. Колега Канзуров, од твојот став не ме интересира, е доведена државата до кај што сме. Последната дупка на Балканот.